Slušam kaj šuma šumite bukite, slušam kaj šuma šumite bukite, slušam kaj šuma šumite, plača za vojvoda taka pitano. Моето име е Томислав Стаменковски Тофиловски. И до сега сигурно сте приметиле дека сакам да јадам. Сите знаеме дека на Балканот имаме највкусна, најубава храна на светот. Али каде е најдобрата? За тоа ќе ми помогнат моите пријатели. Заедно ќе ги посетиме локалните ресторани и кафани и ќе откриеме најнеобични специјалитети што може да се најдат на Балканот. Ова не е лесна задача, но со ваша поддршка јас ќе ја исполнам. Добре дојавте уште едно ново видео, ништо поразлично од другите, пак има јадење, има природа, има све. Што правиме денеска? Гледате дека сме со овие атевиња, што би се рекло. Спаскула лета дрон, Жуцко држи телефон, Растраз вас, идеме да даваме газ. Денеска имаме гости, готвиме и јадеме на едно необично место. Останете цело видео да видите каде идеме и што правиме. Имаме поддржувач на ова видео. Сега малку од авантурата, како стигаме до тоа преубаво место каде што ќе се готви, кој ќе биде готвач и зашо ќе биде, останете да видите. Поздрав до сите, авантурата може да почне. Ти што го гледаш ова видео, стави subscribe за повеќе вакви видеа.
Бонжур, добре дојавте уште една епизода на Сладокуси. Драгал, тука е Дејан, Дамјан, другите гости ќе ви ги покажеме. Марио и Сидорска, Спаскула и Хелена се таму. Ова е дел од авантурата, од ова видео што го гледате. Сега идеме... ало! Дебел! Сега идеме на манџа, на јадење, на правиот дел од Сладокуси, па и ова е све Сладокуси. Идеме на делот кај што треба да се прави манџа, да се јаде. Ќе видите што ќе правиме, кој ќе готви, зашо ќе готви, останете да видиме како е патот до таму, дека е тоа многу интересантно место, со многу убав поглед. Идеме таму, ајде чао сега. Ола! За да ме поддржите за што повеќе вакви видеа, ставете subscribe на каналот, бидејќи еве овдека колку просто гледат, а не се subscribe-нати, и ставете лайк, пишете коментар дали ви се свиѓа или не ви се свиѓа, пишете коментар дека така го препорачува видеото на што повеќе луѓе, искаче на што повеќе профили и така ме поддржувате. Што направи овие за секој случај пуштаме 4x4. Добро, идемо. Конечно стигнавме на локација. Кога ќе идете на ваква авантура, мора да си земете алишта, што знаете, што нема да ви биде жал да ги испрљате. Така. Јас да ова све се пере, ама лом сме прашина. Инаку, каква е процедурата сега? Палиме оган, дрвца, има спремни овдека, се наоѓаме кај, чека да ви кажам кај се наоѓаме. Овдека има една мала црквичка. Спаско направи дронски, за да видите како е, што е и зашто е све. Црквата е посветена на Свети Никола Летен. Ево овдека и посвета. После ќе запалиме и свеќа. На преубаво место се наоѓаме. Сега идеме да средиме све што треба за огонче. Ето така. Дали овдека да седим или онде на онаа клуп? А? Чекај да видиме ова. Видите што е убаво овдека направи. Инаку, ако сакате да го видите овој поразличен дел на Скопје, што е помирен, што има повеќе природа и не е толку населен, тука ви стојат на располагање дечките
од ATV Adventure. Еве го нивниот Инстаграм профил, они ни се партнери на ова видео и го овозможија ова видео да биде вакво како што е. Затоа заследете ги на Инстаграм, резервирајте си, а после имам едно изненадување за вас. Останете да запалам оган, да средам све, па ќе ви кажам што е изненадувањето. Кога ќе изделувате у природа, прво ставаш најлон за ѓубре. Немој да бидеш ѓубре и да го фрлаш ѓубрето кај ќе стигнеш. Крвцата. Така, идеме сега, неколку пати у видео сум кажал како се пали оган, како да го запалиш од прва. Или што викаат имаш фатено за задник, ајде да не навлагаме. Како да запалиш оган од прва и како тој да биде самостоен, да не треба да го пазиш ништо. Идем. Значи, упалјач, добро, ова е веќе некој вакво, мислам дека може да искористи. Еве го. Немаме секира. Ај, една едукација за ножот. Да. Ќе пробаме, мада... Ајде да видиме. Ето така. Ова е која нема секира. Сега секирата ќе ни стигне за брзо. Што е најбитно кај огин? Да направиш некако вид на мост. Да ги наредиш поголеми два трупци од страна. Ова заглавивме у некој чвор. Вака. Кујац не се дели. Пардон, наречник, али тоа е. Просто. Пробаме уште еднаш. Ај уште еднаш од ваму би требало да пушти. Ете го. Вака се сече дрво без секир. Ова е најубавото вакво. Ова ќе го тргнеме на страна. Правиме овдека тунелче. Ево го тунелот. Ова да го тргнеме овој стариов пепел. Вака. Да го направиме место за новиот жар. Ето го. И сега правиме обезбедено од двете страни. Ставаме два трупци. Чекај ова снима. Ете го. Ставаме доле малку подебела хартија. Ете го. Ето така. И сега редиме со ситни. Од озгора фактички му правиме мовче. Ете го мовчето. Или, па ако дува ветер, се копаат две дупки со долен тунел. Ќе најдам сега некој видео и ќе ви покажам ако дува ветер у природа, а сакате да направите скара или да си запалите оган, копате две дупки, ги спојувате од доле, у едното палите оган, од другото си зима ваздух и огинот се гори. Сега го редиме вака, со ситни дрва од озгора. Мостот го правиме. Ова е мостот на Дрина. Идемо. Така. Сега го палиме ова помало картонче. Овој. Оставаме ова го палиме. Кога е летен период, па и зимо, мора огинот да ви биде обезбеден. Што значи обезбеден? Од страна да нема кај да избега. Како што е овој случај обезбеден со вие цигли. Сега го палиме вака. Ете го. Ај со среќа. И сега само го китиме. Чим фатат овие ситниве дрвца, ставаме крупни. А нормално, преска ви кажав дека некој изненаджење ќе ја прави скарата, тоа сум јас. Сега го оставаш да си тлее, да си ужива. Фала и кај вас. Од публика, од жири,
ми асистира да дадам едукација мала за ножа. Ова ми е поклон, не знам дали го имам покажано претходно некој видео. Поклон ми е од кумашинот, Пантица, поздрав до него. Е најголем булјаш дека отиде без мене на риби, ама ние бевме договорени да си го снимаме видео. Не можев да отидам со Пантици и со Зоран. Ова е Bear Grylls Gerber, ноже, старо е, од Америка ми го донесе поклон, паднав у несвес кога ми го доде. Сега да објасним, што све има на ножот, така? Ова е нож кој е за природа мајка. Зашто? Го гледаш ножот како нож, така? Цепи дрва. Има запци, видовте како цепи дрва. Ова е овдека за палење оган. Како палиш оган? Има овдека кремен. Јес да е скршен, треба да си порачам нов. Ова е кремен. И овака палиш. Фрла искри. Палиш огон. Друго што има, ова го вадиш, овдека има диамантскооштрило за ножот. Ова е диамантскооштрило, треба малку да се навлажни со вода, се оштри. Друго што има? Ево, овдека има свирче. Ако останеш сама не знаеш да свириш, кој ја што не знам да свирам, ова е фантастично, го креваш на уште еден зубац вака погоре. Помош! Помош! И така. Друго, имаш чук или чекич. Види. Чук, не е за ебанци. И позади имаш упатства, ако заглавиш у планина, не може да те најдат surviving, како да даваш знаци за да те спасат. И овдека има јуже, не е многу големо, ама може да заврши работа. Тоа е тоа. Овдека исто може да се врзува ножот со други јужиња. Има милиарда опции. Трета епизода на Сладокусти да ги најавиме гости. А не ги најавувам. Затоа се скаравте со Тони, не е Тони дојден, дека му стај ноши на него. Маријан Јелик или тако звани Кун, попознат низ цело Кунислав. Кунислав и Сидорска неговата понежна половина и мојата подива половина. Деки стачечки. Еј, абе немој коли. Сечам све. Почнуваме да правиме бургери. Да, точно. Слушнавте, ова вакво бургери ќе правиме, ви покажав Огин како се пали све, сега сечеме драчевски кромит. Јесте да. Не е драчевски. Ова, значи, ова не е ѓубре, ова може да се фрли у природа, преди тоа што се регенерира, се разградува. Сега сечеме кромидојни за бургерот. Научи ги тоа како се прави. No. За да не плачеш, кога сечкаш кромит, идеш ова. Така. Иначе, заборив многу клучна работа за бургерот, дека са бајле, поздрав до Добрилче, мојата ми мила мајка Сакана. Ова, она, го заборив бургер сосот и киселите краставички. Среќа, кисели краставички најдовме, ете ги. Ама бургер сос не најдовме. Ово вдека се фрла, кажавме, се регенерира, се реинкарнира. Како да го сечиме на колутици, а? На крупчиња. Ова е поголем искра. Тврд кромит. Не ти убива ножот. Ова е големиот? Не може. Магнет за бакс. Ајде го. Не е добар кромит. Бакс за бај. Подека Добро. сварен се. А? Викаш стварено? Вие маливе, ида тука у аут. Свај да го првиот леја. Знаеш како по камера топче? А, убав? Као со софтбокс. Само рацете светли. Не мора прст со кромидот да измешаш. Добро, извинете, еве го. Кромидов не е добар, баравме црвен, немаше и ваков. Нема сега црвени. Нема? Ја не можам да најдам. Некој кухар, готвач, мотвач, што ќе кажуваат, ќе кажат не се сече вака кромит, дојди, еве слободно, отворен простор и канал имаш да покажеш како се сече кромит. Ја вака го сечам. Јас Зелка цел живот не научив да вакво, ама битно се трудам и еве правиме гозба убаво. Само трудам да не стане. Да, огинот, Треба да го фатиш онамо исто и кафето на цигла кога се прави. еј, да.
Го испасирав. Вака не се сече кромите. Ама битно направив нешто. Со кацигата треба. Земете вие, направите си емисија, возете со атевиња со све и снимете како се сече кромите. Ова иде... Од кромидот остана луспи. Да, љушпи. Друго што сече. Ова вака не требаше. Видиш што значи добар удар. Ова е удар. И немав надоле у маса. Ја покраја. Тега да тоа да Чекај ова. Хоп, Маријата смета ларва. Не можам сега да отворам. Чекај, притисок е треба. Па така се прават. Ако кажете не се прават вака, не се отвараат вака крастајци, земете атевиња, возете, дојдете, отворете ги краставици да ме видам. Извод. А кога пукна? Брат, вака ја Ја удрив лупна. притисок да ја отворам и ја отворив од доле, брат. Си удрил малку. Цел сум крастајца сторе, не? Сега сечаме крастајчки. Меси соски. Добре, ставички болја сечка. Не можам, сакам да научам ко професионалец, дека нема бургер сос, ќе правиме наш бургер сос. Значи, ја го правам бургерот многу просто. Кисели краставички, месо, леп и сос. Толку е од бургерот. Домашен бургер? Не. Да. Нема многу измишлјотини и кромит. Ја не јадам кромит, ама знам дека луѓе со мене Јадеш тука што се. кромит? Па не, јадам, ама повеќе млад, ваков стар. Кој сака старо, сите сакаат младо. Ока. Кетчуп мајонез има да... Sugar daddy jokes. Еј, фактички ние правиме само Антонија ни фали. Што правевме бургери у Бугарска, овдека правиме втор дел бургери. Да, уствари. Да. Ама таму месото беше... Да, месото е вечна ја памја. Идил. Како ја скршив теглата, уште не ми се верува. Ако е позапослатко. Да. Еј, убај крастајци. Лепиње. Зејтин не земав. За да ги подпечеме лепињите. Земав и еднаш не земав. Многу клучна работа заборев. Види, ево се направив утоп. Ще се помочи. Ко помокрен сум гаќи. И заборев ракија. Мораш, ама за тоа, другариве, зедоја пиво. Скопско јавете се, за вако, ова се прелеа, ама многу жеден сум. Шо ме чекаш? У себе. Мора, правило прво, кога си у природа, не ти треба да се пијанчиш или било шо, мораш да имаш шишенце ракија. Дека сериозно се зборам, сериозно. Зимо да е, ладно да е. Да се исечеш, да се... сега сум ја исечен, не можам да се дезинфицирам, така? Мора со пиво да пробувам, со краставици, со ова асенција, шо има краставици, не знам. Мораш да имаш ракијиче. Многу битна ствар. Сега прашина што готавме све. Маваш една готка, сите бактерии ги убиваш, така? Кога е зимо, кога е ладно надвор, многу пати на лов пиеме кога ќе заврши ловот, нормално, тоа сите вакво. Уз ловот не, ама кога е многу ладно, доста е една готка да те згрее, ќе те згрее овдека хранопровод, едно друго све, стомаче ќе ти изгрее, вака се размрдаш одма и друго. Пардон. Остав јунешко месо, прва и втора категорија, возраст 12-24 месеци јунето, значи било. Дата на колење 2-4, 16-4-24 потекло, Австрија. Австриско теле јадеме. Добро, не е наше, не погинало наше теле за оваа наша гозба денеска. Плескавици од компанијата Насовски, да ги видиме какви се. Зетинче не зедовме малку. Ама, плескајчето убаво мрсно. Чекаме огинот да се донапре. Плескавиците е тоа, ништо не стан предходно.
Кога го правам ја месото лично, сол не ставам пред прајање. Кога ќе се заврши прајањето, тоа ставам сол. Зашто? Поради тоа што солта, ти кога ќе ставиш солта, а ево ова е плескавица, под донот пивото. Ова е плескавица. Кога правиш чисто месо, мускул, бут, едно друго, кога ќе ја ставиш солта, ги затвара, го прави пожилаво месото. Се става сол, прво од едната страна го ставаш 5 минути да се затворат сите пори, од другата страна го вртиш да се затворат порите, тогаш му ставаш сол и така не ја вади водата по меко е, не е толку жилаво месото. Сум разбирал ја нешто. Жицис Клаус Прасус. Браво. Браво. Не црногорски вака. Сега идеме. Значи, кога жарот е спремен, чекај ова прстното да си го наместам. Кога жарот е спремен за да се стави месото. 5 секунди правило. Ставаш раката. Ова е уште јако. И броиш до 5. Јако е поради огинот. Прва тура. Еве. 1, 2, 3, 4, 5. Добре, јако е уште. Чекај, сакам Маријан да го прашам нешто. Ајде. Зашто им ставаш сол отпосле? Брат, сол отпосле им ставам дека на плескавици, мислам не е толку битно, ама на чисто месо, ако им ставиш сол унапред, ја собира цела вода, солта ја собира цела вода и се многу пожилаво е месото. А ако им ги затвориш од една страна порите, по друга страна да ги затвориш порите, така не може да собере водата од внатре, е помеко месото. Да. Тоа ја го немам измислено, го имам гледано. Ремзи. Ремзи, Гордон Рамси, браво. Ја од него. Убаво ти текна. Што сакав да те прашам, си готвиш по дома? Многу. Што? Па брат све, највеќе италијанска храна, паста, лазање и едно друго. Што ти е Ама нај... да, си готвам, сакам да. Ако, еве, Гурман прав сум. чекај да ги свртиме еднаш плескајците. Што сакав да те прашам? Кога не готвиш ти, кога ти готват, што ти е омилена храна, освен бургери? Знам дека ти се бургери. Ајде и мене ова. Фейворит Си готвам, да. и за тоа и правиме бургери. А? Што се готви? И бургери викам си А, готвиме. Да. Што готвиш значи? Овој што сакаш кога не готвиш ти, кога ти Да, готват? што Па сакаш во ти принцип готвам? се. Па бифтекот ми се допаѓа многу. Кажи како бифтек правам? Како го сакаш бифтекот? Она Само Сакаш да го прави полужив. Не, ја го жив. сакам испечен да е. Не Добро. многу, Аха. не многу, не ќам да ми е крваво. Дали ја знаеш оваа фората, како ги држиш? Ова е наиспечен бифтек, вака кој ќе фатиш. Ова е Аха. полуиспечен, ова е медиум и ова е Не жив. Не, Дека пипни го ова, така е. Ова ти е начин како да покажеш за бифтек. Најсериозно. Јак. И ова, глеј, ова е жив. Гледаш колку е мек. Ова е полужив. Покажи нека камера. Ова е полуиспечен и ова е наиспечен. Види колку е тенко. Да. Тврдо. Да видиме Да, стварно. овие плескајци докај си. А Исидорска готви ли нешто? Исидорска Како што да готви? правам? Да ми готви. Шо? Тука све готви. Стварно? Па све. Браво. Последно научив граф Грах. Е. Колку води го браво. правиш грава? во 2. Браво. Ама го оставам и да се кисне преку ноќ. Уставаме ние поише зеленчук, така некако поише вкус упива. Да, пошто ја во принцип никош не сум јадела граф, Пушено дека не мефце. почнав сама да го правам и сега Аха. се давим во граф. Браво. Ама на што Убаво. поише зеленчук, зачини, пушено месо, У петок, значи, кај вас на трпеза може да се најде стварно грав. треба. Браво. пошто секогаш ни останува за цела зграда. Браво. Ама убавината на гравот е што поголем казан, што повеќе грав да направиш, тоа е Па поубаво. да, Ја тоа не сум верувал, чекај да ги сртам плескајци. Да. сами се пријаде граф. И мене. Ја правиме. Да. Стварно кога викнеме Томче Може. да снима како правиме графче. Како си поминавте денес со мопедите? Си испековме коракови. Да, јас сум од ловиште предходните 2 викенда Јас испечен, уживав. ама добре. Жуцко! Томче треба десерти ја правиш да снимаш како го. Десерти? Ја десерт. Јас само ќе се приберам. Може. Ние сме по десерт. Еве, сега нема опција за десерт, сега Да. има опција за бургери. И благ, и онака Место ждери сме ние. Да, Антонио каде? Нека е на температура. Да.
Баш ми е жал за него и сега ми е жал да му се јавам да го чуеме што прави, како прави, дека ќе му направиме лиги. Температура крена у последен момент и не можеше да дојде на ова патешествие и на овој гурман лук. Ќе се јаде добар бургер. Ајде! Правиме наш бургер сос. Ај, што е ово е? Добро, леле, lam.com. Чекај, кај е ова кесата? Од ова зијаме еден маруски. Го користиме како подлога марускиот. Еден плескавиц. Ете го плескавицот. Го редиме вака крастајчиња. Рацете ми се мијани со влажни марамици. Ете ги крастајчињата. Врз крастајца е најбитно да ставиш кетчапче. Ко бургерот од Макдоналдс. Ете го кетчапчето и драчевски лињи. Еден 0 за Томски. Идемо на 2-0. Идеме 2-0 за Томски. А ова видете што е. Ајде, Марио. Лепчиња се. Вау. Ова се земе голем гриз. Што вика? Ја ќе го пробам, има време, чекај да Ја ги сакам да го пробам. ставиме. Ево вие да не се сушат, ќе ги ставиме вака. Замениме. Идеме да ги свртиме бургери. Може да гледам окситам. Оцена од 1 до 10, 0. 10 че? Единаесет. Сериозно. Чисто? 11. Сериозно 10. Ја обожавам овој бургер. Па лека вас. Што викаш, Дики? За бургерот? Ја велам дека врв, синко. Браво. Клај си вака. Дамјан, извини усред јадење. Браво. И си дрска? Много Браво. добро. Много. Лайк, шер, сабскрайб. Кога сме кај бургерите, да ве поканам вака унапред на најдоброто бургер парти Гоце Сав 1 мај. Среќа, стрекни бургери, најдобри бургери у градов и најдобро бургер парти со хип-хоп музиче. Дојдете, нема да има само бургери, може да се сврти и шо? И некој пиво. Добро, некој кебаб, Со пиво. капучино. Со шо? Со капучино. Како? Какво комбо е ова? Пиво и капучино. Може да се сврти некој колбас, некој кебаб. Ќе видиме што све има. Може ја ќе застанам покрај скарата на најдоброто бургер парти 1 мај, Гоце Сав, Среќа бар. Ај, поздрав. Сега вака. Со братот Дамјан, што е представник и водич и собственик на АТВ Скопје Адвенчар, на АТВ Адвенчар Скопје, направивме еден договор. Ако видеово, ова изненадувањево, спремете се, отворете ги очите и ушите, скроз да слушате, да не кажете после не сте ме знаеле. Ваков договор склопивме. Ако видеово има 1000 лајка, тие што ќе букираат тура, за дали оваја тура, дали некоја, колку тури имате, брат? 5 тури, 5 различни тури, од колку до колку, како иде? Има тура. Дојди до мене овдека, дојди, оди вамо. Пази на крастајци да не седне само. Ова е Дамјан. Има тури од 2,5 сати, Добро, следна е турата до Водно, добро, таа колку трае? таа 3,5 до 4 сати. Добро, Имаме оваа тура што ја возиме до Марков манастир и добро. турата Караджица и Козјак. Караджица и Козјак. Значи, било кој од овие тури, ако букирате, и видеово има 5000 лајкови, доаѓам и јас, нема да се возам со вас на мотор, ќе се возам со Дамјан и целосна тура ја снимаме, ја правиме, ја лицкаме и на крај правам дали ќе биде бургери, дали ќе бидат кебапи, дали ќе бидат батаци, дали ќе бидат кубасици, тоа ќе го договориме, но битно ако има 1000 лајкови, доаѓаме заедно, ја снимаме цела тура и правиме на крај гозба. Може ли Договорено. така? Чекај вака рака да ти да. Ај чао. Чао. Дојде времето кога треба да си кажеме збогум, драги наши пријатели, да си ставите subscribe. Ние карактер немаме, се прејадовме бургери. Чекај, какви оцени собравме? Марио ти што кажа? 10. 11. 11. 10. 10.
10? 10. Не сте реални, ја ќе дам 8. Имаш нешто на вратот. Кој? Не, Добро, чекај, полек. Ево. Еј, Ќе Шон нека си јаде живее. на ловиште кој да јаде, да. Чисти. Тоа е тоа од видеово, сладокуси број 3. Сладокуси број 4, најверојатно наредна по наредна недела ќе гледам, со тек на време да ги средам да искачат секоја недела по една епизода. Но тешко е, треба поддршка, затоа ставете си subscribe, лајкнете го видеото и тоа е тоа. Слушам кај шума шумите буките. Слушам кај шума шумите буките. Слушам кај шума шумите. Плачат за војводата капитано.